го благодарам на Господ што ето сме тука сега здрави и живи. И знаете, Светиот Дух ме поттикна да проповедам ова неделно утро за Божјата милост и благодат. И јас ставив наслов на мојата проповед и на мојата порака: најголеми се Божјата милост и благодат. Нема некој да покаже поголема милост, поголема благодат од Божјата. Замислете, браќи и сестри, си го жртвува, бидејќи толку многу го засака. Јован 3:16 вели: бидејќи Господ Бог толку го засака овој свет, што го даде својот единороден син, да секој кој верува во него да не оди во пекло, туку да има живот вечен. Најголеми се Божјата милост и благодат. Да, браќи и сестри, да ти покаже некој милост, а без да ти си заслужил, ова е прекрасна работа. Но ако се сеќавате за милостивиот самарјанин, тоа што се случи кога еден патник одеше од Ерусалим за Ерихон, и тогаш го нападнаа разбойници, го избушија со ножеви и го оставија полумртов, го ги зема сите вредни работи. Едноставно го оставија и полугол дури. И сега доаѓа еден самарјанин, не евреј, самарјанин од Самарија, оди и гледа што се случува, дека човекот лежи полумртов, и овој му покажа милост без заслуга. Никој пат не заслужил тој ранетиот што лежи полумртов таму. Го качува на своето багаре, го носи во гостилница, плаќа таму за да биде излечен. Ова е милост. А благодат, милост без никаква заслуга. Јас би сакал сега за вогице да прочитаме од Евангелието од Лука 19 глава, од 1 до 10 стих. Еве што вели Словото Божие. Лука 19 од 1 до 10 стих. Потоа влезе Исус во Ерихон и минуваше низ него. И ете еден човек по име Закхеј, кој беше началник на цариниците и беше богат, настојуваше да види кој е тој Исус, но не можеше од народот, зашто беше низок по раст. Затоа потрча напред и се качи на една смоква, за да го види, бидејќи покрај неа требаше да помине Исус. Исус пак кога дојде на тоа место, погледа нагоре, го виде и му рече: Закхеј, слези по брегу, зашто денес треба да бидам во твојот дом. И тој веднаш слезе и го прими со радост. И сите кога го видува тоа, негодува и рекоа: отиде во куќа на грешен човек. Захеј застана и му рече на Господ: Господи, еве половината од својот имот ќе ја дадам на сиромаси, и ако сум зел од некого нешто, четворно ќе му го вратам. А Исус му рече: денес дојде спасението за овој дом, зашто и тој е син Авраамов. Зашто синот човечки дојде да го побара и да го спаси она што е загубено. Ова е многу важно да го запамтите. Зошто дојде Исус? Зашто синот човечки, Господ Исус, дојде да го побара и да го спаси она што е загубено. Сите ние талкавме во овој свет. И јас не се родив верник, јас после го прифатив Исус за спасител. Исус ме најде мене, сигурно, со тоа што ми беше пренесена порака. Драги браќи и сестри, еве пред нас имаме една прекрасна случка. Христос го повикува на Закхеј. Ова случка е запишал само евангелистот Лука. И таа е многу богата со за духовно проучување. Таа е многу содржајна порака. Јас верувам дека после ова проучување ќе примиме нови благослови од Господ Исус. Во моментот би сакал да ве пренесам на тоа што се случуваше. Исус влезе во Ерихон и одеше, а со него одеше една огромна толпа од народ. Се буткаа, знаете, луѓето не се така, поготово порано, не беа така, како да речем, културни, па да пазат на другите да не ги буткат. Да... Секој се буткаше да дојде поблизу до Исус. И Исус минуваше низ Ерихон, тој град. Но
имаше еден началник на цариниците, Закхей. Той беше много корумпирана личност. Шеф на цариниците. Той вземаше царина, много повеќе отколку што беше пропишено. Едноставно ги плачкосуваше луѓето. И тој човек се појави кај него радосналост. Да видам кој е тој Исус. Ама, тој беше физички многу низок човек. Многу низок. И човекот се снајде. Знаете, некој пат радосналоста е многу важна. Јас верувам дека и многу од нас дошле во црквата од радосналост за почеток, а после го прифатиле Исус. И тоа е благословена работа. Но радосналоста кај Ева не беше благословена работа. Ева од радосналост јадеше од плодот кој што Господ Бог го беше забранил. И таа радосналост ја чинеше и не чини целото човештво, го изгубивме едемскиот рај. Но Захеј радознал се качи, знаеш од Исус ќе дојде тамо, се качи на една смоква и одгоре гледаше кога ќе помине Исус да го види. И замислите, Исус доаѓа тука под смоквата, овој гледа, ама тешко беше Исус да го препознаете, браќи и сестри. Исус немаше ореол над главата, како што го цртат во храмовите. Исус беше станал човек, како секој од нас. Тој носеше наметка како пастирите, од едноделна ткаена целата. Тоа беше како кабаница носеше. И тешко беше да се препознае Исус од толпата, но Исус го препозна Захеј. Исус дојде под смоквата и погледна нагоре, овој зјапаше да види каде е Исус. Кој е тој Исус што им простува на грешниците? Тој беше чул дека Исус е тој кој што ги сака грешниците и им простува. И замислете, Исус погледнува нагоре и вели: Захеј, слегни долу. Еве, 5 стих ќе читаме. Исус пак кога дојде на тоа место под смоквата, погледна нагоре, го виде и му рече: Захеј, слези побрзо, зашто денес треба да бидам во твојот дом. Зашто денес треба да бидам во твојот дом. Од каде Исус му го знаеше и името? Браќи и сестри, бидете сигурни, за Господ нема ништо тајна. Исус го осети допирот на верата на Захеј. Исус го осеќа нашиот допир кога веруваме дека Исус е нашиот спасител. И Исус не познава по име и презиме. Секој го знае. Не треба ние да му се представиме. Тој знае за нас кои сме. Драги браќи и сестри, каква милост Господ покажа на овој човек. Да, овој човек беше, како што ви реков, корумпирана личност. Тешка корумпирана личност. Според нашите аршини, според нашите расудувања, овој човек немаше шанса да биде спасен. Јас сум и самиот некој пат така размислувал, на овој пат нема да му кажам за Исус. Тој е пропалица, тој неќе да чуе за Исус. Но Исус не бира од кој кварт сме, од кој град сме, дали сме од Бутел, дали од аеродром, дали од Киселево. За Господ Исус тоа не е важно. Важно е дали нашето срце му го отвараме и дали го сакаме да влезе в тој во нашето срце. Драги браќи и сестри, Исус е тој кој покажува неизмерна милост и неизмерна благодат. Но, како што читавме во почетокот, пред Захеј се појавија две препреки. Прво беше низок, не можеше да го види Исус. Народот се бутка, а сигурно и се плашел да влезе во толпата, затоа што бил корумпирана личност, многу луѓе биле оштетени од него. Можел некој ќе го мавне нешто или било како. Значи, една пречка беше што беше низок, а втората пречка беше што имаше многу народ. Да, браќи и сестри, секогаш препреките се тие
кои што се појавуваат кога ние му сведочиме на човекот, кога му сведочиме за Исус Христос, за милоста, за благодата Божја. Пречки мора да се појават. Но замислете, пак имаше една ситуација кога 4 младичи го носат човекот парализиран, арнова не може да влезат во куќата, бидејќи имаше многу народ. Преполна куќата и надвор народ. И знаете ли што измислија? Се качија на кровот, го открија кровот и со јажења четворица го спуштија младичот, кој беше парализиран, го спуштија пред нозете на Исус. И тогаш Исус, гледајќи верата на тие луѓе, заради верата на тие луѓе, го исцели, го оздраве тој парализиран човек. Да. Толпата не им сметаше. Јас ќе ви кажам еден друг случај, што е запишен во Дела на апостолите, 10 глава, за Корнелиј. Таму така се вели во 10 глава, во Делата на апостолите. Корнелиј беше римски стотник, тоа значи капетан, 100 војници имаше подчинети под него. И тој човек беше паган, тој се клањаше на идоли, на чипови, на слики, но не се клањаше на Исус и на Господ Бог. И сега, тој Корнелиј беше човек кој што ја сакаше вистината. И Господ Бог, ни помалку, ни повеќе, му го испраќа апостол Петар. И Петар беше кој што посведочеше и тој стана христијанин, верник стана, тој Корнелија. И ако не беше евреј, тој беше од Римската империја. Да, кога човек ја сака вистината, Господ ќе му овозможи да спознае. Јас можам да им сведочам на луѓето 3 сата, можеби, да го прифатат Исус, но нема да го прифатат. А ако не се подчинат на Светиот Дух, тој кој што им кажува во умот, сега прифати го Исус, сега прифати го Исус. Тој е твојот спасител, тој плати за тебе. Твоите гревови ќе бидат очистени откако ќе го примиш Исус. Знаете, многу луѓе веруваат во предестинација, дека Господ Бог ги избира луѓето, кој што ги сака, а кој не ги сака, не ги повикува. Не е точно тоа. Ова се однесува. Јас читав една цела книга, кога бевме во Бугарија, во Велинград, и Куличев, Христо Куличев, пасторот, ја делеше таа книга, и цела книга пишено за предестинација. Но тоа можеше да се собере во таа книга, да се собере во 3 реченици. А тоа е дека Господ Бог ги избира луѓето, тие кои што веќе го примиле Исус. Ако ти си го примил Исус, по автоматизам Господ Бог те избира. А некако ние што правиме лобениците. А ова може, ова не може. Не така. Така Господ не избира. Знаете ли зошто Господ избира ако Исус е во нашето срце? Затоа што пред Бога не може да се појави ниту еден кој што е со еден греф. Многу луѓе се ударат во гради и велат: ма нема што ти да ми кажуваш, јас не сум грешник. Никој не сум убил, не сум му запалил куќата на комшијата, не сум му украл од имотот, а ти имам своја религија. А тоа е гордост, на браќи и сестри. И апостол Павле имаше и своја религија, имаше се, но вели, сето тоа го фрли во корпа за отпадок. Така пише во Библијата. За да го придобие Христос. Христос е тој кој што не удостојува. И затоа он вели: јас сум патот, вистината и животот. И никој не доаѓа кај Отецот освен преку мене. Освен преку мене. Зошто преку него? Бидејќи тој е праведен и свет. Во него греф не се најде, во Исус Христос. Тој плати за нас. Со крв не очисти и со живот не оправда. Драги браќи и сестри, тој Захеј, пред него имаше 2 пречки, како што реков. Едната што беше низок пораст и не можеше да го види Исус, но другата пречка беше толпата народ. Но тој се снајде. Не му сметаше да се качи на смоквата. Не се срамуваше. Знаете, многу луѓе се срамат
od Исус. Сега ќе ме видат сите, па јас ќе мислят дека сум затуцан верник и не знам што, и така натаму. Но тој ја сакаше вистината. Тој беше чул дека Исус ги сака грешниците и им опростува на грешниците. Но толпата е таква. Сега сакам да се обратам на нас, верниците, на тие кои што го прифатихме Исус. Често пати сме ние таа толпа кои што не им дозволуваме на луѓето да дојдат кај Исус. Ние не им дозволуваме на луѓето да дојдат до Исус. Иако се верници, но многу луѓе имат зли јазици, оговарачи, спремни се да критикуват, да клеветат, омаловажуват, оговарат, обседнати од демони, од зли јазици, запалени од пеколот, како што вели апостол Јаков. Или од гордост и самоправедност на новите кои дошле пред една или 2 или 3 години, да им покажеме дека тие не се достојни. И со тоа ние ги одвраќаме луѓето од Исус. Но, што би рекле босанците, лошо нам се пише ако луѓето ги одвраќаме од Исус. Лошо ни се пише. Бидејќи во Матеја добро е запишено. Во Матеја е запишено дека Бог, Господ Бог, се противи на горделивите, а на смирените им дава благодет. И тешко и горко, тоа пише баш подобро кажено, тешко и горко на тој кој ќе соблазни еден од овие. Наше е да им покажеме љубов, а не да ги жигосуваме и да маваме со прст према нив, па колку луѓе продефилирани из црквата и ги нема. Затоа што многу од нас, верниците, спречуват на луѓето да дојдат кај Исус. Едноставно барикадират. Да, тој Захеј беше нечесен, го плячкосуваше народот. Но тој дојде кај Исус, се снајде. Јас сум сигурен дека неговата совест го осудуваше за тоа. Захеј чул дека Синот човечки дојде на земјата да ги бара и спаси загубените грешници. И заради тоа цврсто беше одлучил да иде да го види Исус. Ајде ќе читаме 3-тиот, 4-тиот стих. 3-тиот и 4-тиот стих. Настојуваше Захеј да види кој е тој Исус, но не можеше од народот, зашто беше низок пораст. Затоа потрча напред и се качи на една смоква, за да го види, бидејќи покрај неа требаше да помине Исус. Многу е веројатно дека и на таа смоква кај што се качи Захеј имаше дечиња, чии што родители беа многу обесправени од тој човек, плячкосувани, и сигурно и таму немал мир Захеј, бидејќи тие дечиња можело да го повредат. Но покрај тоа тој изјапаше во народот одгоре за да го види Исус. Го бараше со погледот. Знаете, како што ви реков, браќи и сестри, Исус не беше лесно да се препознае од толпата. И затоа, кога дојде Исус под смоквата, ја подигна главата своја и му рече: Захеј. Еве тоа ќе читаме 5-тиот стих. Захеј, слези побрзо, зашто денес треба да бидам во твојот дом. Какво чудо Божие, браќи и сестри. Исус го препознава Захеј. Не Захеј да го препозна Исус, Исус пред Захеј го препознава. И Захеј слегнува од смоквата и заедно со Исус одат во неговиот дом. Тој станува Христов следбеник. Захеј го послуша повикот. Знаете, Захеј можеше да каже: Исусе, убаво што те видов, ама ај утре дојди. Ќе се договориме, па утре да седнеме и да кај мене на гости. Исус не ќе одлагање. Или сега, или никој пат. Сега е времето кога треба да одлучиш.
Може би некој Исус чука 2 пати, 3 пати чука на неговото срце, на неговата врата на срцето, на дверите. Но Исус не сака одлагање. Овој повик беше Христов повик. Човек со таков карактер како што беше Захеј, според нашите согледувања и аршини и нашето разбирање, тој не би бил никој пат спасен. Бидејќи Захеј беше жител на најозлогласниот град Јерихон. Тоа ти е исто како Јерихон е како исто како Токио и Чикаго, кај што редовно има убиства, редовно кражби, плачки на банки и така натаму. Јерихон беше таков развратен град. Јерихон беше гнездо на неморалот. Ако видиме во Стариот Завет, во Јерихон живееше Раав, таа проститутка, која што ги прими согледателите, тројца согледатели, Исус навини 20 други согледатели, и ги сочува да не ги убијат мештаните. На патот меѓу Јерусалим и Јерихон беше, како што ви спомнав во почетокот, беше избоден со нож човекот кој што лежеше полумртов и беше оплачкан целиот. И тука поминува милостивиот самарјанин. Тие луѓе сигурно се биле од Јерихон. Исус навин го проколна тој град и секој кој ќе се обиде да го изгради Јерихон, да биде проклет. Јерихон беше оаза за ајдуците и разбойниците и плачкашите. Еве, драги браќи и сестри, човек со таков карактер, од таков град. Но сега и таква служба имаше. И денеска цариниците не може да се многу пофалиме. Некои од нив се корумпирани, знаете. Гледат колку што може да откачат од луѓето повеќе царина, а не постапуваат според законот. Но сега таквиот Захеј е спасен од Исус Христос. Исус му покажа милост и благодат. Пред Бога, браќи и сестри, верувајте, не е воопшто важно што сте правиле пред тоа. Важно е дали сега ќе го прифатите Исус и ќе живеете според неговата волја. Исус го повика Захеј, тоа е повик од милост, бидејќи Исус не гледа кој е кој, не гледа ни кој е од каде. Да се биде царник, тоа било лоша служба тогаш. Захеј беше началник, шеф на цариниците и вземал повеќе царина од колку што законот пропишува. Но кога Исус влезе во неговиот дом, бидејќи отидува во неговиот дом, Исус имаше што да види. Куќата му беше полна со оплачкани, конфискувани ствари. И тоа све бренд, знаете. Нормално цариниците не се задоволуват со обична роба, бренд сака. Но Божјата милост на него не гледа. Тоа не го гледа. Исус го повика од најлош цареник, со потекло од најлошиот град и од најлошата нечестна служба, царината. Захеј беше богат човек. Еве тоа го кажува вториот стих. И ете еден човек по име Захеј, кој беше началник на цариниците и беше богат. Тој беше богат. Ама земно богатство, не небесното богатство. Драги браќи и сестри, сакам да приметите нешто многу важно. Каде што стои во Библијата, еве читате Евангелијата, 4 Евангелија, и одеднаш вели и ете. Штом прочитате и ете, тоа значи дека на сцената, тоа е знак дека треба на сцената да се случи нешто чудно. Да се случи чудо. Какво чудо имаме овде? А богат човек се покаја, го прифати Исус и се обрати. Богат човек се покаја и го прифати Исус и се обрати. А ако земете 18 глава, предходната глава, тамо дојде еден човек, исто така богат, кај Исус, но богатството му беше, едноставно беше прилепен за богатството. Срцето му беше прилепено за богатството. И сега го прашува Исус во 18 глава од Лука. Вели, што треба да направам, учителе му вели, за да добијам живот вечен? Исус му каже што треба да прави
što da se pridržava, i na kraju veli Isus, idi i prodaj go svoje imanje i razladi go na siromaste. Zašto go kaže Isus to, braći i sestri? Бидејќи неговото срце беше прилепено за богатството. Има и кај нас луѓе, верници, богати, и штом ќе станат богати, веќе заборават на Исус, богатството им е најважно, а обично богатите се и шкрти луѓе. Ретко кој богат е штедар. Ако е штедар, ќе го раздаде богатството на луѓето, ќе нема толку богатство. И тогаш во тој човек ја наведа главата, тој што бараше спасение, ја наведа главата и си отиде. Така вели во 18 глава. И Исус сега еве што вели. Читаме 18 глава од 24 до 27 стих. Што виде дека тој се растежи, Исус рече: колку е тешко во Царството Божјо да влезат оние што имат богатство. Полесно е и на камилата да мине низ иглени уши, отколку богат да влезе во Царството Божје. Оние што го чуја тоа рекоа: па тогаш кој може да се спаси? А Исус одговори: невозможното за луѓето е можно за Бога. Ова е многу важно. Невозможното за луѓето е возможно за Бога. И сега, не значи дека богатите не може да се спасат. Богатите не смеат да бидат прилепени за богатството, бидејќи, браќи и сестри, тоа богатство што го имаме тука, на земјата, ако некој има богатство, тоа го гризе рѓата, молците, крадачи го крадат, инфлација, девалвација и што ли не, и што ли не. А тоа богатство што го имаме на небото, тоа не може ни рѓа, ни молец, ништо да го отнеме. Да. Но што значи тоа? Вика Исус, полесно е на камилата да влезе низ иглени уши. Ја како мал, кога прв пат ја читав Библијата, си замислував иглата, па ушето кај што треба да се протне корецот, па тоа не е возможно, а не така. Ако земете на Блискиот Исток, како го викат и што значи тоа иглени уши, тоа можете лесно да го дознаете ако идете на Бит пазар и таму на западната страна постои еден ан, капали ан. Тој капали ан е заграден со зидини, има голема врата, ама на врата, тоа треба да сватите. На големата врата има мала врата. Големата ја отварат кога треба карван да влезе или некое превозно средство. А малата е за пешаците. Наведнаш и влеваш. Јас таму сум влегол да видам како е тоа. Многу ми беше јасно дека, според тоа што читав, дека тоа е иглени уше. Камилата може да влезе преку таа, ама треба на колена да биде. Значи, понизност треба. И затоа Исус вели: полесно е на камилата да влезе из иглени уше. Се писни на оваа врата, отколку богат да влезе во Царството Божие. И затоа Исус вели: тоа што за луѓето е невозможно, за Бог е возможно. Драги браќи и сестри, каков прекрасен Бог имаме. За него се е возможно, само ако му се довериме. Па и евангелистот Матеј, ако земете, и тој беше цариник. Ја напушти царината, богат човек беше и тој, сигурно. И тргна по Исус. И стана Исус следбеник. Браќи и сестри, голема е Божјата милост и благодат, со тоа што погледнува милостиво од небото на грешните луѓе. Брати и сестро, често пати ние се чувствуваме сиромаси. Те охрабрувам да погледнеш на Исус. Во Библијата вели дека Исус немаше ни своја куќа, немаше ни главата кај да ја подслони. Да. Но ако го имаш Исус во срцето, ти си побогат од било кој неверен богаташ на ова земја. Бидејќи ти имаш вечно богатство кое не пропаѓа. Богатство во вечното царство на Исус. Не раѓосува, не девалвира, не го гризи молец, кратци не го крадат. Браќи и сестри, Господ Исус и денес оди од села и градови.
i preko svojite sledbenici ponizno bara to što je izgubeno u ovaj svet da go spasi. Možete slobodno da zamislite дека нашите служители, евангелизатори и проповедници кои што одат по мисijskите станици из Македонија, кои што ги имаме неколку, тие исто го пренесуват Божиот збор, го пренесуват Евангелието. Но сите луѓе не го послушуват Божиот збор. Ние и проповедаме, ние и кажуваме на луѓето, но луѓето не го прифаќат. Бидејќи сите имат во себе некоја гордост. Знаете, браќи и сестри, гордоста, ако земете турските серии што ги гледаме, тамо вели, биди горделив човек. Зошто се понижуваш на тие пред нив? Имај своја гордост. Тоа е погрешен мотив. По-добро е да бидеме понизни. Затоа што Библијата вели, Бог се противи на горделивите, а на смирените, на понизните им дава благодет. Благодет, знаете ли што е? Што да почне, ќе успева. И луѓето горделиво се качиле секој, некои се веруват во својата титула што имат, магистер, доктор по науки, некој се качил на својата на своето образование, на техниката, на добрите дела, некој на својата религија се качил и неќе да слегне, како што Захеј слегна од смоквата. Ако Захеј седеше покрај патот или паднеше пред нозите на Исус, ние би рекле, па Исус му беше милостив. Но не, браќи и сестри, Синот Божи се понижи и гледал до стола и му вели да слегне долу. Овој позив, оваа покана кој што Исус се прати на Захеј, тоа е лична покана, само за Захеј, иако на смоквата имаше дечиња и други луѓе. Исус поканата ја прати само за Захеј, бидејќи го почувствува допирот на верата. Матеја 22 глава, 14 стих вели, зашто мнозина се повикани, а малкумина избрани. Ви кажав како Господ ги избира луѓето. Ако претходно го прифатиш Исус за твој спасител, по автоматизам Господ Бог те избира. А Господ Бог не прави акробации или такви работи, но тој по автоматизам те прифаќа, бидејќи Исус Христос е доволен за да ти бидат опростени гревовите. Сега за миг ви ме подсетил како вас Христос ве повика. Јас верувам дека секој на различен начин Господ Исус го повика. Мене Господ ме повика, како што ви кажував порано, преку еден мисионер од Холандија. И тој проповедаше и побара да дигнеме рака, додека тој се молеше, да дигнеме. Кој го прифаќа Исус за свој спасител и Господ? Во мене се водеше борба, како што ви кажував и порано. Знаете, ѓаволот не дозволува туку така да се одлепиш ти од неговото царство, од темнината, да дојдеш во светлината. И тогаш Светиот Дух ми помогне. Сега е време. Тој глас одзоваше во ушите. Сега е време. Прифати го Исус. Ја дигнав рака и така. Но некој може би преку трактат, некој може би преку Словото Божјо. Различни се начините на кои што Исус ве повикува. Ке се сетите. Јас би можел сега со сати да ги молам оние кои уште не се покаеле, но тие нема да дојдат, освен ако го послушат гласот на Светиот Дух. Но сега приметите од текстот, Захеј слегни побрзо. Ова покана е за брзање. Луѓето често пати кога ќе и погоди некоја проповед, знаете, и осетат дека треба да бидат христијани, па може би и некоја солза ќе пуштат и веднаш ја бришат. Добро, сега тоа е повик од луѓе, утре ќе има време, ќе размислам. Знаете, така размислуват луѓето. Утре, тоа е кобно, браќи и сестри. Денеска е времето. Ако не сте измирени со Исус, денеска е времето да го прифатите Исус. Од утре е кобно. Не знаеме што утрешниот ден ќе донесе.
Па земете човек кој се дави и вика помош, се давам. И не вика после, дојдете утре и избавите ме. Сега дојдете. Ако утре дојдете, касно ќе веќе. Потоа, ова покана која Исус ја упати на Захеј е покана на понизност. Захеј слезни доле, по бргу. Слези, каде да слегне? Доле, браки и сестри. Како што реков во почетокот, најголемиот греф е гордоста. Убиства, прелюба, кражби, лаги. Тоа се големи греови. Но најголемиот од сите нив е гордоста. Зошто гордоста е најголемиот греф? Бидејќи Луцифер, тој ангел светлоносец, го направи тој прв греф, што не постоеше пред тоа. И затоа Сотоната ја изгуби својата слава и постана ѓавол. Знаете ли што значи ѓавол? Проклетник. Ако некој му кажеш ѓавол, тоа значи проклетник. Вистина е дека ѓаволот е проклетник. Во него, пише Библијата, нема ништо добро. Нема ништо добро во Сотоната. И тој кога кажува, од себе кажува лажи, интриги, измами, нечестија. Во него нема вистина во ѓаволот. Ѓаволот може да те мами и на крајот, како што вели една народна приказна, да те доведе до бесилка, аман бе, до тука не ме донесе. А гледаш ли ги овие опанки, вели ѓаволот, ги искинав додека те донесел до бесилка. Тоа е целта на ѓаволот. Гордоста во најмногу случаи е најголемата пречка која им го попречува патот на луѓето да дојдат до Исус. Луѓето често пати мислат, па јас сум добар, шо ми фали? Не сум убил никого, не сум запалил куќа на комшија, не сум му украл од имањето, јас имам своја вера, своја религија, што има ти да ми кажеш сега тука за Исус, за Господ? Јас имам своја вера. Не од има, а тоа е гордост. Не сака да се подчини. Тоа што Библијата вели, нема ниту еден праведен. Вистина е дека некои луѓе имат милион гревови, некои имат 100.000, некои имат 5 грева, но и еден греф, ако имаш, си грешник. И тебе ти треба спасител. Имаше една налепница што ја кажував порано, на еден омладински састанак, беа поделени на луѓето и сите на колите си ја залепувавме, и таму имаше рака вака поставена, према тебе, да речеме, према тој што гледа во колата, и таму пишуваше, и тебе ти треба Исус. Секому му треба Исус. Затоа што Божја волја никој да не загине. Божја волја секој да дојде до покаяние. Ама секој нема да биде спасен, бидејќи луѓето не сакат. Господ ни дал слободна волја. И да избереме денеска. Но уште нешто гледаме во текстот. Ова беше покана од љубов. Исус му вели на Захеј, сега треба да дојдам дома кај тебе на гости. Захеј можеше да каже, аман Господи, шеки прво со жениве да се договориме, па дали е спремно се, дали е изметено, изчистено. Не, сега треба да бидам во твојот дом, Исус вели. И Захеј веднаш прифати. Замислите тогаш да ги погледневте луѓето кои одеа со Исус, како и ги сменија своите фаци, своите лица. Веднаш почне да марморат. Зарем Исус ќе влезе во куќата на грешник, на овој плачкаш? Браќи и сестри, еве тоа го вели стихот 7. И сите, кога го видува тоа дека Исус влева во домот на тој грешник, негодува и рекоа, отиде во куќа на грешен човек. Не дека тие беа толку прави, ама за да оговарат, да озборуват, и не е чудо. Еден човек дошол кај големиот проповедник, пастор Сперджен, и како мојот чичко што велеше, јас ќе основам совршена црква. И на тоа Сперджен му одговара, вели, многу добро замислено, убаво, се убаво, пријателю. Само пази, немој ти да се приклучиш на таа црква, бидејќи веднаш таа црква ќе постане несовршена. Нема совршена црква, бидејќи несовршени сме луѓето. Захеј не се срамуваше од Исус.
Веднаш го прими тој во својот дом. Во Откривение, 3 глава, 20 стих, многу убаво е запишено тамо. Вели, во Откривение, глава 20, 3 глава, 20 стих вели, еве стојам на вратата, Исус вели, еве стојам на вратата и чукам, вратата на нашето срце, на дверите на срцето. Чукам, и ако некој ми отвори, ќе влезам кај него. Исус вели, ќе влезам кај него, ќе вечерам со него, и тој со мене. Исус неколку пати во животот, на секој го чука. Прифати го Исус, прифати го. Многу фамилии, домови, па и животни истории се разорани. Баш затоа што во нив нема место за Христос и за Библијата. Многу фамилии се разорани. Нема место таму за Христос и за Библијата. Па и Европска унија, гледате, се повеќе се оддалечува од христијанството. Какви работи прифаќат. И се што се оддалечило од Исус, го чека пропаст. Можам слободно да ви кажам дека набргу, ако не се отклонат од тој пат по кој што оди Европска унија сега, ќе пропадне. Тоа запамтете го, ќе пропадне. А таму каде што Христос влегува, настанува реформација. Вие убаво, секој може од вас да посведочи, кој што го прифативте Исус за спасител. Каквов бевте, а како Исус ве промени. Има еден пример, еден англиски проповедник бил многу голем олош и плачкосувал многу, но кога го прифатил Исус, неговиот живот се променил и станал теолог, проповедник. И нормално, после богослужбата, човекот излегува до вратата тамо и со секого се поздравува. И една господја, англичанка, застанува и го гледа и вика, господин, гроб се викал. Многу сте груб во фацета. И овој човек рекол, сестро, да знаете, ако тоа би го кажавте кога бев во светот, сега ќе бевте претепана. Но заради милоста која што љубов Исус ми ја покажа, јас ве љубам, иако вие велите дека сум ја груб, јас ве сакам вас. Сакам да кажам, кога прифативме Исус, се случи трансформација во нашиот живот. Се случува, тоа не е преку ноќ, тоа е континуирана постапка. Точка пред смртница доаѓаш и почнуваш се повеќе да ја вршиш волјата на Господ Исус. И конечно, Христовиот повик е упатен до секој кој верува. Како што кога Исус влегуваше во домот на Захеј, јас верувам дека од многу прозори, од многу врати циркаа луѓето. Каде оди оваа куќа? Не. Тој како да не знае ако е Месија, па тој знае дека тоа е грешник. Во неговата куќа влегува. Зирка. А Исус вели, денес дојде спасението за овој дом. Нема за Господ голем и мал грешник. Секој му треба Исус. Дали затоа што Захеј беше добар човек, затоа ли го спаси Исус? Па Захеј не беше добар човек, не беше ли со добра репутација. Веруваш ли дека Исус умре на крстот и за твоите греови? Тоест Исус умре наместо ти. Веруваш ли дека Исус воскресна за да те оправда пред Господ Бог Јахве? Захеј не поверува само со својата глава, туку и со своето срце. Знаете, често пати слушаме разни проповеди. Проповед што е кажана од срце, таа допира, браќи и сестри. А ако кажена само од главата, од умот, од разумот, тоа е да им кажеме на луѓето колку можеме духовни штосови да кажуваме и такви работи. Но од срцето. И кога некој човек кој што бил проповедник, пишува во еден трактат дека неговата црква примала свештеник, проповедник, неговата црква примала проповедник и тројца се појавиле на конкурсот. И секој требало по една проповед да одржа, а тој човек, третиот, цело време со жар во душата, со љубов, кажувал:
Mnogo mi je žal ako odete po pekolu. Nemojte da dozvolite ni da go vidite pekolu. Ako Isus je vaš spasitelj, nema da odete u pekolu. I nemo go primjene za propovednik. Ne tije koji što mnogo znajele i mnogo umejele po toga. Mnogo, da li ima sočustvo, da li ima žar za drugite, da li gi saka. Da, dragi braki i sestri, ako gi čitаме Евангелијата, ќе видиме дека ова беше последен пат кога Исус влезе во Ерихон и после кога излезе од Ерихон, тој се отправи према Ерусалим и не се врати веќе. Таму беше до растувањето. И сега ако Захеј ја испушташе таа шанса, тој никој пат не беше да биде спасен. Ако ја пропуштише таа прилика, никогаш нема да биде спасен, немаше да биде спасен. И затоа Исус му рече, 5 стих, Захеј, слези побрегу, зашто денес треба да бидам во твојот дом. Утре и за тебе, драги брате и сестро, може да биде касно, ако не го прифатиш Исус за твој спасител и Господ. И сега кои се поуките, уште ова конечно ќе завршиме. Много е важно, апликацијата. Што нас ова не учи? Дека Господ Бог има најголема милост и благодат. За луѓето кои што не поверувале, денес, сега, дојди со покајничко срце кај Исус. Остави ја гордоста дека ти си подобар од другите, дека не си убил, дека не си крадел и така натаму. И сипни се од тие пиедестали и признај пред Исус дека и ти си грешник и дека и тебе ти треба спасение и опростување, кој може само Исус Христос да ти го даде. А за верниците, браки и сестри, да пазиме, да не бидеме пречка за луѓето да не можат да го видат Исус. Уместо да им покажеме љубовта на Исус и жртвата на Исус, да почнеме да ги клукаме со озборувања. Оти пише во Матеја 18 глава 6 стих, вели, кој ќе соблазне едно од овие мали, за него е подобро да му се обеси воденичен камен на вратот и да потоне во морската длабочина. Немојте да бидеме пречка заради нас, луѓето да си одат од црквата, заради нас да бидат соблазнети. Оти лошо ни се пише. Кој ќе соблазне едно од овие мали, за него е подобро да му се обеси воденичен камен на вратот и да потоне во морската длабочина. Верниците мора да пазиме, да луѓето со љубов да им приоѓаме. Дали наместо да им го покажеме Исус, им ги полнеме главите со озборувања, со клевети за другите верници. Си ја задоволуваме нашата суета од гордост, од омраза кон другите. И да кажеме колку сме ние подобри од колку другите. Опомена да пазиме да не бидеме препрека, соблазна на новите во верата. И да не ги бираме луѓето. Често пати сум чул и тоа дори, на жалост, некои ги бират луѓето на кои ќе сведочат. А, на овој не. На овој нема да сведочам, на овој ќе му кажам за Исус, на овој не. И ги бираме према тоа од кај потекнува, каква професија имат. Браки и сестри, Исус ги сака сите. Не е важно од која социјална структура спаѓат. Не е важно од каде потекнуваат. Не е важно колку се образовани и необразовани. Но да се огледаме на Исус Христос, кој го спаси Захеј, крадач, лажач, од лош град Ерихон, узурпатор, корумпиран цариник. Исус го спаси. Да се огледаме, така да не треба да ги бираме луѓето на кои ќе сведочиме. И јас верувам дека бевме поучени од сето тоа, сите оние кои што ја слушавме таа порака, верувам дека ќе ни остане во сеќавањето што Господ бара од нас. Нека е слава и чест на нашиот Спасител и Господ Исус Христос. Амин.